Како и секогаш, заедно сме со различни целни групи. Денес го одбележуваме и меѓународниот ден на лица со попреченост. Тука сме во посета на Друштвото за телесен инвалидитет, мобилност во Прилеп, во нашиот град. Постојано сме во контакти со ова друштво, разговараме за најразлични проблеми со кои што се соочуваат и во изминатиот период сме излегле во пресред да ги решаваме нивните проблеми. Во најголем дел се разбира во можностите кои што ги имаме. Тоа е и една од причините за денешната посета, освен што ќе го одбележиме денот, исто така и ќе поразговараме со членовите. Ова друштво сепак е едно од поголемите, брои околу 700 членови. На таков начин ќе собереме идеи кои што ќе можеме можеби во моментот да ги реализираме или да ги решиме некои помали проблеми, но се разбира и во наредниот период, затоа што сепак ни престои програма која што ќе треба да изработиме. Можеби дел од овие проблеми, односно проекти или барања кои што ќе ги имаат друштвата, ќе можеме да ги внесиме во истото. Така да и во наредниот период, како во изминатиот, постојано ќе се трудиме и ќе се обидуваме да го подобруваме статусот на сите лица вклучени во сите лица кои што се од социјален ризик, вклучувајќи ги се разбира и лицата со попреченост. Денеска општинските социјалдемократи ве укривија дека не се грижите доволно за ранливите категории граѓани и прашаја како ќе се делат социјалните станови. Така да, што имате за тоа да говорите? Видете, социјалните станови е процедура која што институциите си ја водат, така да во тој дел ќе можете да добиете повеќе информација во самите институции. Мислам дека критериумите беа јавно објавени, начинот, процедурата и така натаму. И по она што го имаме како информација, во наредните неколку недели ќе започне самата процедура и се очекува да бидат избрани овие 76 семејства на кои што ќе бидат доделени становите. Генерално, она што би сакал да го коментирам ги следам и изминатите денови, пресконференциите или соопштенијата на опозицијата. Очигледна е нивната нервоза од она што се случува, од она што постојано сме на терен и постојано ги реализираме проектите кои што ги ветуваме. Виртуелни се за СДСМ и фабриките кои што се отвораат, виртуелни се 500-ните луѓе кои што се вработија во новата фабрика Гентерм, виртуелни се 700 луѓе прилепчани наши кои што работат во странската инвестиција Дрекслер Мајер, така да виртуелни се 1200 прилепчани за СДСМ кои што во изминатата година се вработија само во странските инвестиции донесени од владата на Република Македонија. Виртуелни се и спортските игралишта кои што ги отвараме, а се реалност и децата таму играат. Виртуелно е, очигледно е последно и она зграда со социјални станови, односно за лица со загрозени социјални семејства. Виртуелна е, а може секој наш сограѓанин да појде, да ја погледне, да ја види самата зграда и да види дека тоа е реалност. Она што е најважно и што е најважно за нас е постојано да ги реализираме проектите кои што ги ветуваме пред граѓаните, затоа што тие се потреба и барање за граѓаните. Во изминатиот период сме направиле чекори за подобрување на животот во општеството за сите целни групи, вклучувајќи ги и социјално загрозените семејства. Во тој дел можеме да се потсетиме дека имаше зголемување на социјалната помош во голем процент за разлика од тоа што беше во минатото. Имавме доделуваме субвенции за енергија, односно електрична енергија или дрва за социјалните семејства во зимските денови. Исто така да не заборавиме дека имаше оглас преку Македонски шуми каде што се вработија 1600 лица од социјално загрозени семејства. Дополнително на тоа, еве денешниот ден за лица со попреченост, имавме оглас за вработување на 300 лица кои што се со инвалидитет. Значи сето тоа ја покажува грижата, реалната грижа на ВМРО ДПМН кон различните целни групи, вклучувајќи ги и социјално загрозените семејства. И еве вчера бевме сведоци на свечено отворање на она зграда која што ќе вдоми 76 социјално загрозени семејства од нашиот град. Тоа е за нас што е најважно. Реалните проекти реално да се реализираат и да се обидуваме реално да им помагаме на нашите сограѓани.
очигледно дека тоа им пречи на опозицијата, им пречи да создаваме и да реализираме, им пречи да граѓаните живеат во подобри услови, да имаат подобар и повисок стандард. Но се разбира, граѓаните се свесни за сето тоа, се доста паметни и онака како што изминатите години им покажа дека е потребно да се спротивстават на ВМРО ДПМН со идеи, со проекти како да го подобрат нивниот живот, така ќе направат и во наредниот период и ќе имаме период кога што повторно ќе ги продолжиме оние сите проекти кои што сме зацртале и кои што сме ги ветиле пред граѓаните. Благодарам и јас.